Почитувана министерка, вашето образложение ми делува како споделување на одговорност и не сакање да се превземе одговорност сама на себе или сама на институцијата, министерството кое што вие го раководите. Без разлика на пандемијата. Носиме закон за основно образование и закон за средно образование. Тие закони ги предлагате вие како министерство. И пак ќе кажам, значи сите информации ги имате вие. Точно е тоа дека во услови на пандемија, Комисијата за заразни болести, Министерството за здравство дава одредени препораки, но вие заедно со нив ја носите конечната одлука која што ја предлагате на владата. Без вашите информации, владата, премиерот не може да одлучи. Ако одлучи, тогаш, не знам, значи, тој е човек за се, како што и, впрочем, и се покажува во последните 4 години, но сметам дека и за вас ке ова и олеснување, но и почитување на институцијата министер за образование. Овака како најдобронамерен совет. Значи, две работи се. Или сакате да споделите одговорност и да се тргнете од одговорноста на одлуките кои што ќе се носат, или пак е нешто трето. Не постои закон досега кој што сме го донеле, а да не вели нормативно дека е по предлог на министерот за образование и наука. Овој наш предлог е најдобронамерен и најправилен и сметам дека треба во таа насока да го разберете. Благодарам.